Почитувани гледачи, ви посакувам добро вечер во ова најново издание на емисијата Коментар заедно со мене Огнен Јаневски. Се наоѓаме во една ситуација во земјата, во рамки на светот, како дел од него, на нешто што веројатно ќе треба да почнеме да го викаме како новото нормално. И во однос на начинот кој што вртоглаво ни се менува, се разбира дека човек може да чувствува своевидна вознемиреност, анксиозност, нервоза, но и дополнително да јавува и чувство на паника. Во овие услови, одговорноста на медиумите е таа паника или да ја смируваат, истовремено правејќи го тоа преку пренесување информации кои доаѓаат исклучиво само од потврдени извори, информации кои што доаѓаат од релевантни експерти, информации кои што доаѓаат од институции кои се занимаваат со прашањата кои нам ни станаа секојдневие. Во овие услови, информации врзани за состојбата во државата во однос на здравјето, тоа е Министерството за здравство, Институтот за јавно здравје, самата власт, а дополнително кон она што се однесува врз основа на мерки кои се преземани за состојбата со границите, за состојбата со останатите работи кои што не се директно поврзани со здравјето, дали е тоа образованието ке младите и слично, соодветните ресорни министерства и институции поврзани за ова. Се наоѓаме во ситуација каде што сега довербата исклучиво ја даваме кон потврдени информации. И токму во ова ново нормално, особено е важно да се истакне дека секој од нас има одговорност и дека секој од нас презема мерки, кои што мерки не се затоа што некој така сака, туку се мерки затоа што имаме потреба сите како заедница, заедно да се чуваме едни со други од себе си. И на тој начин може би ќе се појави соодветна вознемиреност, анксиозност кај различни групи и возрасти во земјата и токму за тоа во денешното издание на емисијата Коментари ќе зборуваме. Но пред да преминеме во делот на тоа, да ви ги представам моите гостинки. Двете се во различна просторија, но не во телевизијата, туку едната гостинка е дома, бидејќи во овој дел, со оглед на тоа дека имаше резерви во однос на доаѓањето, излегувајќи надвор од дома, го испочитувавме тоа и на тој начин пак со другата гостинка која ни е во студиото имаме раздалеченост од 1,5 метри до 2 и при тоа немаме никаква комуникација, ниту пак остваривме, едноставно само што сме во истата просторија. И веројатно ова ќе биде и новото нормално на почитување на тоа како изгледаат анализите, затоа што дел од нашите странски колеги веќе донесоа протоколи врз основа на кои гостувањата во живо во студија ќе бидат редуцирани и начинот на комуникација за гостување во емисии ќе се прави онлайн, односно преку Skype. Така е и вечерва кај нас во студиото. Едната гостинка на Skype која што веќе ни е подготвена и која ја поздравувам и благодарам за издвоеното време, докторката Мирјана Јовановска-Стојановска, председателка на Комората на психолози. Добро вечер. Добро вечер. Како сте? Добро, благодарам. Ке разговараме во однос на прашањето и одговорите на тоа како си во текот на емисијата. Ке ми дозволите да ја представам другата гостинка сега. Со нас во студиото пак Билјана Петковска, директорката на Македонскиот институт за медиуми. Добро вечер од дистанца. Добро вечер, Огнен. Како сте? Па добро. Еве, се обидуваме сите да дадеме некаков придонес, да демонстрираме солидарност, секој од агол и од аспектот што му е близок, што го познава или има одредена стручност, да влијаеме на некој начин секој од свој агол, граѓаните добро да се информираат, да внимаваат на одредени работи и многу други аспекти кои што се важни за граѓаните овие денови. Не за џабе сте двете заедно во емисија со докторката Мирјана, со оглед на тоа дека она што ние го работиме како медиуми и како новинари, што вам ви е домен, особено по посветувањето на еден тон кампањи поврзани со лажните вести, она што ние го работиме може да предизвика се она за што докторката подосна треба да се грижи во незиниот домен на работа. Така што кога би имале ние повеќе работа, би имале и тие. И во однос на тоа јас би сакал да почнеме со пример кој што се однесува токму на делот на изјавата која што ја зедовме од градоначалникот на општина Гевгелија на почетокот, затоа што денеска токму во медиумите прострои информација дека Советот на општина Гевгелија
пак ќе расправа за ограничување на влезот на граѓаните од соседна Грција. Нешто што градоначалникот на општина Гевгелија го демантираше експресно, бидејќи тоа и не е во делот на нивниот домен. Но да ја слушнеме во продолжение оваа изјава на градоначалникот на Гевгелија Саша Поцков и се враќаме и од тука го започнуваме денешното емитување на емисијата. Денес протече информација дека Совет на општина Гевгелија ќе расправал за состојбите на границата и ќе препорачал да се забрани влез на грчките сограѓани или да се редуцира. Тоа е лажна вест, што веднаш во корење исековме. Јас сега заврши пред саат време Совет на општина Гевгелија, ги информирав сите советници и од СДСМ и од ВМРО и од независната листа, сите го осудивме тој чин и веднаш пративме демант за да ги сосечеме во старт ваквите лажни вести, бидејќи не одат на никому не одат во прилог. Советот ниту има ингеренции за таква работа да распра, ниту има намера за таква работа да распра, поготово што ние сме на јужната граница 2015 година имавме бегалска криза. Совет на општина Гевгелија ниту расправи за затварање на границата, ниту за расправаше за мерки како се справи со мигрантите. Тоа е државна политика, ние ги сме тука како чинители на општествениот живот и почитуваме се што ќе биде со препорака на државниот кризен штаб на владата на Република Северна Македонија. Најостро ги демонтирам таквите вести и уште еднаш кажувам дека не треба да се шират такви лажни вести, поготово кога се работи за некој кој сака да предизвика негативен психолошки ефект. И токму во однос на ова започнуваме со вас. Билјана, нема да ви пречи, се надевам и на двете гостинки, и на Билјана и на Мирјана, доколку ви се обраќам со личните имиња директно. Билјана, да започнеме. Колкава е штетата на лажните вести сме свесни, но во услови кога во светот е прогласена пандемија и кога ние се соочуваме со информации во однос на здравието на луѓето, колку многу поголема е штетата кај народот што се предизвикува со продуцирањето на лажни вести? Ние практично сега зборуваме и за една нова новинарска дисциплина практично, која што е на линија на пандемијата, епидемијата, ја нарекуваме инфодемија и се однесува на обемноста и квалитетот на информациите кои што граѓаните ги користат да се информираат за состојбата со овој проблем кој што е, тоа е пандемија, значи проблем од глобални размери, го засега целиот свет буквално. И всушност целиот свет се занимава со прашањата колку граѓаните имаат пристап до квалитетни информации, вистините информации, точни информации, потврдени од официјални институции, и колку врз основа на тие информации тие градат слика за состојбата во која што се наоѓаме, а се разбира дека сето тоа влие врз одлуките кои што ги носат на дневно ниво, и влие секако на психолошката состојба во која сите на некој начин сме изложени и ја креираме на некој начин секој поединечно, никому не му е сеедно. Значи, информации има на традиционалните медиуми, каде што би рекла дека генерално се во Република Македонија се придржуваат медиумите и новинарите кај телевизиите, радијата и весниците, кога се работи за информирање на граѓаните, се придржуваат генерално гледано до професионално, одговорно и етичко известување. Меѓутоа, проблемот во најголем дел е во онлайн просторот, на социјалните мрежи, во интернет сферата, и таму се најголемите проблеми кои што предизвикуваат не само загриженост, туку и сериозна штета кај граѓаните глобално, би рекла. Докторке Мирјана, во овој дел би сакал сега вам да ви се обратам. Почнувајќи од ова со лажните вести, понатаму ќе завлеземе во делот на тоа како да се советуваат луѓето и додека се само изолирани, како што еве и вие сте вечерва дома, поради грижата за сите останати. Во однос на тоа,
колку медиумите од вашата пракса имаат сериозна улога во создавањето на една паника, на овој феномен на кој што бевме сведоци во делот на предизвикувањето панично пазарење по супермаркетите и слично? Па медиумите воопшто имаат големо влијание врз тоа како луѓето размислуваат за одредени теми и на база на тоа како се однесуваат, дури и како го планираат својот живот. Значи медиумите стана, нели, доаѓаат во нашите домови, се внатре на наша работа и стана мерило за многу работи во животот и стана поттик за многу действија што ги преземаме. Заради таа озбилна улога што ја имаат и се присутноста, често пати, како што веќе спомнавме, дека заради лажни информации, заради добивање на многу вести кои се далеку од вистината или тотално намерно искривуваат сликата, кај луѓето може да создадат многу непријатни чувства, може да создадат неправилни одлуки и да доведат до вакво однесување. Медиумите се нешто што ја не знам како би можело да се контролира. Нели, би требало веќе на некој начин и да можеме како да го направиме тоа, ако знаеме колку е огромното влијание врз населението, врз нивната ментално здравје, врз начинот на кој што они психички функционираат, па и како функционираат понатака во семејството и во општеството. Кажете ми, во однос на ова, да, ќе зборуваме ние за контролата на медиумите, тука сигурно Билјана има нешто да додаде, но нашата обврска, еве вака сите тројца да се видиме во етер, но нашата обврска тука, освен за почитување на нормите и на правилата и на кодексот кој што ние го имаме, предизвикува паника кај граѓаните. Како граѓаните во овие услови да знаат кому да веруваат? Сега ве прашувам вас од психолошки аспект, а потоа Билјана ја прашувам од стручен аспект. Па не знам, тешко да ви кажам, затоа што ако ние ги земаме во обзир, што да земеме во обзир дека е озбилно? Вестите од телевизиските куќи, да ги земеме озбилно вестите што се јавуваат во нашите новини или портали, или мислам, треба да изградиме некој критериум што е озбилно. Да го земеме вестите озбилно она што ги изјавува владата. Океј, тоа е едно нешто. Ако земеме дека тоа не е некое мерило на безбедност, затоа што владата сигурно особено во овој случај се грижи за здравето на населението, за сите што сме тука заедно во оваа држава. Земеме озбилно изјавите кои ги дава министерот за здравје. Нели? Така. Потоа преаѓаме на интернет, добиваме различни како треба да си биеме раце, како треба да се грижиме за себе. Значи, како ќе го утврдиме критериумот што е озбилно? На што ќе му веруваме? Луѓето си бираат, ако е тоа од мојата партија, јас ќе му верувам на тие што пишуваат таму. Ако е тоа од мојата националност, ќе му верувам исто. Ако е тоа од моето село, исто. Ако од моите пријатели зборуваат нешто, јас ќе им верувам. Значи, многу субјективно. Како да ги научиме луѓето да веруваат во некоја објективност? Или која е таа објективност што ќе биде добра за сите? Така да тоа е големо прашање. Луѓето обично, како што веќе спомнав, субјективно бираат на кого ќе му веруваат и тоа си носи своји последици, нели? Така да денеска нешто е многу важно тоа баш да го одредиме. Добро, Билјана? Па видите, правилото на кризно комуницирање е јасно. Во кризни ситуации, особено од вакви големи размери, како што е сегашнава криза, ќе се согласите дека ние не сме имале до сега таков предизвик, таков проблем, па ја не се сеќавам од кога. Така. Добро, ова е ново за целиот свет, ова е... Да, зборувам во глобални рамки и ние како држава се обидуваме да се прилагодуваме и да ги прифаќаме правилата, препораките кои што доаѓаат во сфера на медицина од Светска здравствена организација, од такви некакви авторитети кои што делуваат на глобално ниво, а во сферата на информирањето и на медиумите, препораките што доаѓаат од исто така авторитети кои што имаат некаква глобална поставеност, Меѓународната федерација на новинари, Европската федерација на новинари,
и слични организации. Значи, правилото на кризно комуницирање значи дека не импровизирате. Обезбедувате навремени информации исклучиво од официјални извори. Ние во оваа ситуација, како граѓани, не можеме доколку немаме сериозни сознанија подкрепени со факти, ние не можеме да импровизираме или да ги игнорираме или извртуваме информациите кои што доаѓаат во моментов од веројатно најповиканата институција во државата, Министерството за здравство. Тоа има преголеми ризици, тоа го спомна и докторката, и од аспект и на одговорност, етика и професионализам кој што се бара од страна на медиумите, навремено, точно и објективно да ги информираат граѓаните за состојбата. Значи и тие имаат обврска да ги следат овие правила и на тој начин да држат една линија на професионализам кое што е поставена како правило. Значи мора да се држиме до некакви правила. Не може секој да действува и да работи како што тој ќе оцени индивидуално во отсуство на стручност, во отсуство на факти. Така. Докторке, кажете ми, ќе се навратиме после на лажните вести, кажете ми како човек да се справува со седењето дома. Министерството за здравство има препораки што значи тоа самоизолација и што треба да прават од здравствен аспект. Значи проветрувањето дома, кое што мора да се прави доколку некој човек е поради одредена симптоматологија, поради знаци на болеста, да се издвои во посебна просторија, да се одржува многу мал контакт со него, но во секој случај граѓаните и по Фејсбук денеска кога разговаравме во однос на ситуацијата, прашаја докторката што да прави човек 14 дена дома затворен и при тоа да не полуди, бидејќи ние се наоѓаме во општество каде што многу одамна веќе не седиме дома, како што тоа беше случај до пред 20 на години. Да. Бидејќи јас сум доктор по психологија. Да, во однос на тоа ве прашувам. Да, ќе зборувам за психолошкиот аспект. Седењето дома, мислам дека сега нема да се однесуваме како мали деца, нели, затоа што не казниле, па мора да седиме дома. Значи, она што веќе го добив некако од известување, кое и од Министерството за здравство, министерот Филипче зборуваше, има убави упатства што треба да правиме, веќе напишани, дадени меѓу населението, Светска здравствена организација го подели тоа, да знаеме дека тоа е за наше добро и дека треба да одлучиме да останеме дома ако се сомневаме дека нешто можеби не ни е добро, ако сме патувале некаде во некој земја каде што нели се со средна и висока ризичност или ако веќе ги следиме упатствата, дека ќе треба да поседиме малце повеќе дома, односно да не се мешаме многу со луѓе, да не излегуваме, да не влегуваме во групи, колку што можно повеќе да се изолираме. Значи би требало ние возрастните да го прифатиме тоа како една мерка која се однесува на наше севкупно добро и на нас, на нашите деца, на нашите постари луѓе, на оние кои се околу нас и за нас самите, нели? Значи, да не го прифаќаме тоа како некоја казна, како нешто што е наметнато од некој, затоа што тоа не е нечија желба за да ни го скрати движењето или да не избрка од работа или да не ги правиме работите што ги сакаме, него како мерка што се однесува добро за нашето здравје, за нашата иднина и за тоа како сите околу нас исто ќе функционираат. Ако веќе тргнеме од таа гледна точка дека тоа е нешто што треба доброволно и свесно, одговорно да го прифатиме, тогаш ќе знаеме и како да го организираме она седење дома. Значи, ние не сме тука без електрична енергија и без контакт со светот, можеме да си набавиме книги преку интернет, да читаме, да си го направиме денот да ни биде со некој распоред, на крај крајшти може да се излезе надвор и да се прошета, кога нема многу луѓе да се среќаваш, да се собираш во групи, да пропешачиш некаде, потоа да дојдеш убаво да ги измиеш рацете, да се внимаваш како ја приготвуваш храната, да се дружиме, па можеби ова ќе дојде време кога навистина ќе се вратиме кон некој
минати, што веќе ги сметнавме, семејни вредности, да одново седиме заедно сите, да се дружиме, да разговараме, да си прераскажуваме, па дури и да изиграме некоја заедничка игра, затоа што во ова време не е битно само да го сочуваме нашето физичко здравје, туку и нашето ментално здравје, да знаеме како да се успокоиме, како да реагираме без паника и нормално, и како да вратиме едно време во кое што семејството беше нешто примерно, нели, секој ден се гледавме и се собиравме. Сега малку иде тоа поспоро, ама еве сега можеме да имаме една таква барем шанса, подобро да си ги запознаеме децата и ние меѓу себе. Да, во овие услови сега секоја генерација живее на сосема различен начин. Новите генерации се тие кои што живеат многу поразлично од она што нам не изгледаше животот пред 20 на години со појавата на дигиталната технологија. Веројатно не би требало да правиме некои сериозни, огромни поместувања во однос на тоа како ни минува денот дома, но напротив, може би треба да направиме некоја комбинација од двата начина на живот, оној што ние сме го познавале кога сме седеле дома и оној што нашите потомци, деца и внуци го знаат сега, па да ги искомбинираме. Но неседењето дома заедно во изминатите години и трчањето по сите обврски кои што ги имаат луѓето, многу помалата комуникација помеѓу родителите и децата, дали мислите дека ќе предизвика своевиден шок на секојдневието и тој шок ќе доведе до одредена ситуација на нетрпеливост, на нервоза, на несправување со одредени ситуации за кои што одамна сме го изгубиле чувството како да се справуваме? Па нормално дека секоја промена во животот доаѓа и промена, внатрешна промена носи. Да го смениме ритмот на живење од една активност секојдневна, одење на работа, навечер излегување, вежбање, англиски, значи што се нашите деца нели имаат обврски, па ние како родители се што имаме заедно со тоа, нормално дека ќе донесе до некој не веднаш прифаќање на некој нов ритам на животот. Ама како што реков, ние треба да си причината за тоа што го правиме и да ја видиме како наша лична определба дека ние се сложуваме да живееме на овој начин одреден временски период, за да можеме нели што подобро да го решиме овај проблем кој се појави за сите нас. Тогаш ако тргнеме од тоа дека ние одговорно ќе го земеме и тоа ќе биде наш избор, ние ќе знаеме и како тоа да го решаваме, и таа внатрешна можеби несогласување на тој нов ритм на живот, ама во тоа треба да ги убедиме и нашите деца, да им кажеме, да им укажеме за ова што го правиме, која е причината на сето тоа и како ние со нив ќе можеме заеднички да се справиме, значи заеднички ќе направиме планови, заеднички ќе разговараме, заеднички ќе смислиме како ќе го поминеме денот и ќе пробаме заеднички да ги најдеме вредностите што можеби ќе ни овозможи сега да го поминеме тоа време заедно и да изградиме нешто за што можеби друг пат не сме имале доволно време. Така. Билјана, во овој контекст имаш ли нешто да прашаш или да додадеш како мајка која што седи дома со децата? Па да, секако е предизвик да се осмисли времето, особено со помали деца. Морам и личното да го искористам така, сега, бидејќи личниот пример веројатно најсоодветен во оваа ситуација. Да, особено со помали деца, кои што се научени на таа динамика во градинка, каде што е организиран денот во најголем дел, но што е тука е. Ние мораме да се адаптираме на таа нова ситуација, мораме да бидеме креативни, да го организираме нашето време на начин кој што ќе значи и повеќе време за семејството, повеќе време за децата и на тој начин да покажеме одредена флексибилност и прилагодување на новонастанатата ситуација, за кој што и вие спомнавте дека може да биде новото секојдневие. Да. Да, добро е, тоа ми се допадна тој превод новото секојдневие, бидејќи јас од англиски преводот директно го правев на The New Normal. Но во однос на ова ме интересира, како ние да ги анимираме оние кои што не се навикнати да следат традиционални медиуми, кои во оваа ситуација сега се наоѓаат исклучително многу на важна улога, повторно како што биле на времето за време на вариола вера, или пред 20 на години за други кризи, сега традиционалните медиуми повторно се враќаат на пиедесталот, но заедно со социјалните мрежи. Да.
Веројатно и имате ова... вие социјални мрежи кои што, например, мојот внук, ајде сега е можда принуден да седи да гледа телевизија поради баба му, но истовремено користи TikTok, користи Instagram, дали и веќе и таквите социјални мрежи треба да почнеме да ги користиме во делот на известувањето? Или власта да размисли за тоа? Да, многу е важно да се внимава овие официјални информации кои што излегуваат од надлежните институции да стигнат до колку што може поголем број на граѓани. Токму поради тоа е добра одлуката што ја донесе владата кога препорача на јавниот сервис Македонска телевизија, радиотелевизија, бидејќи таа има најголем домет во државата и може да ја гледате и со и со обични антени, навремено да информираат за сите информации кои што излегуваат од институциите со цел тие да бидат проследени до граѓаните. Добро е тоа што на Државната новинска агенција МИА исто така и беше наложено и таа навремено да известува, постојано да известува во врска со сите информации кои се релевантни и веројатно мислам дека овие денови овие две медиумски куќи тоа навистина го работат на ниво на задачата. Добро е тоа што дополнително објавуваат и едукативни материјали кои што се во форма на видеа, најчесто графика, со кое што на граѓаните им се дава една слика како на еден поедноставен начин да разберат, например, како се пренесува вирусот, како да се заштитат, на еден едноставен, сликовит начин. И забележав дека и некои комерцијални телевизии почна исто така тие информации да ги објавуваат, овие содржини, и тоа е навистина за поздравување и треба да се охрабрат сите тоа да го прават колку што може почесто со цел да дадат еден свој придонес во смирување на паниката, на времено информирање на граѓаните, со постигнување на главна цел да не се шири вирусот, нели? Тоа е целта во оваа ситуација. Докторке, кој на кого би требало да се приспособи? Дали возрастните на младите да се приспособат научувајќи ги новите социјални мрежи и преку нив да се обидат да ги анимираат да добијат информации како и самите тие да се заштитат од вирусот, или пак возрастните треба да ги, сега нема да се, ако се изразам принудат е малку несоодветно, да ги натераат младите да се приспособуваат на традиционалните медиуми кои не им се секој не вие ниту интерес да седат и да гледаат телевизија или да слушаат радио. Вие тоа го рековте, ако нив не им е интерес, што треба ние да направиме за да ги приморуваме да направат нешто? Мислам дека некаде можда би требало средина да се најде некоја. Нешто што ние како возрастни би требало да го направиме и е наша одговорност е да се заинтересираме што прават нашите деца на телефоните и на компјутерите, на лаптопови, ајпади или се што тоа имаат. Да видиме кои страници ги посетуваат, каде постираат фотографии, кого следат, кој нив ги следи, со што се занимаваат. Значи, тоа е наша одговорност. Да, можеби овие денови вака повеќе седејќи дома ќе имаме повеќе можност да видиме што нашите деца прават таму. Што се случува, каков е тој живот нивни онлайн. И јас сум уверена дека и децата ќе бидат многу позадоволни во својот живот кога родителите ќе им се придружат во некои нивни активности, а нема да ги караат заради тие нивни активности. Треба да видиме кои се тие игри што нашите деца ги играат. Можеме сега да поседиме, да поиграме со нив, да видиме каков е тој нивни живот, кои се тие нивни доживувања додека они го прават тоа. Во исто време ние можеме да се споделиме за она што ние постарите ги гледаме овие што рековте традиционални телевизиски емисии, така кукиве што да им кажеме дека сме добиле информации кои се релевантни, каде што кога нели би сакале да знаат точно што би требало да прават, имаме известувања кои се озбилни, кои се релевантни, кои се однесуваат на сите нас, така да би можеле децата да ја имаат таа информација дека такво нешто постои. Па еден ден, нели, кога и они малце ќе подпореснат, сигурно ќе се ослонат на нешто
како информација што се добива од некои традиционални телевизиски куки, канали, каде што идат да видат, чекај да видам што уствари вистински се вели покрај сите овие други информации што ги стрекаваме на интернет. Така да, мислам дека наша одговорност е како возрастни ние да подадеме на децата наши рака. И да они секогаш ќе сакаат, нели, го сакаат нашето внимание, нашето време да го поминеме со нив и ќе не чујат. Која е да речеме, проблематичната возраст кај младите во ситуација кога се принудени да седат дома? Верувам дека станува збор повеќе за тинејџерите во оваа категорија, со оглед на тоа дека и по социјалните мрежи се случува еден, ќе се изразам малку поинаку, лов на вештерки на луѓе кои што ќе се најдат надвор од својот дом и ние се наоѓаме во ситуација дури да сме излегле по-леп, например, да не начека некој да бидеме обвинети зашто се шетаме, но од друга страна пак сме сведоци на еден куп фотографии на млади луѓе седнати по кафулиња, едни до други збиени, без никаква раздвоеност помеѓу масите, а од тука одговорноста се црпи како за нив, така и за возрастните кои што живеат со нив. Па да, ја мислам дека не прочитале или не виделе, зашто сега секаде ги има тие информации по интернет, по вести, по све ги има, дека можеби не ги сватиле озбилно. И тоа е токму тоа е штетата за она што вие преска почнавте да зборувате за лажните информации кои можат да се шират по медиумите, по интернетот. Последниве години бевме многу изложени на секакви информации. Значи, голем дел од нив беа лажни, погрешно составени, да не навлегувам во намерите зашто сето тоа се прави, ама ова е резултатот. Тоа кај луѓето прво предизвикува страшна збунетост, а потоа како во приказната волкот и потоа кога ќе дојде волкот, нема кој да дојде да помогне. Така и сега, толку многу лажни вести што луѓето престанаа да веруваат кога нешто ќе се каже озбилно. Значи, престана да веруваат во озбилностите, особено младите, ама еве како поминува времето, мислам дека луѓето ќе ја сватат озбилноста на сето ова и нешто што малце му фали на нашето општество, тоа е малце одговорност. Значи, еве сега можеби прв пат вака јавно и силно се зборува за одговорноста која ја имаме ние кон себе си, кон нашите блиски, кон општеството. Одговорноста фали, баш имаме, нели, и оние кои беа причина за сето оваа паника, одговорноста ни фали на многу нивоа во целото наше општество, да зборуваме за таа одговорност, да ја градиме одговорноста, да ја научиме како да бидеме одговорни за она што го работиме. Така ќе им го пренесеме тоа на младите. За жал, еве имаше, нели, ефектот е тоа да седат по кафиче, да се собираат, ама се надевам дека ќе ја сватат озбилноста и тоа како они ќе научат да бидат одговорни е исто наша одговорност на постарите. Така. Дали може би, Билјана, ќе ви дадам вас збор, само уште едно кратко прашање имам во контекст на ова, се инспирирав. Дали може би мислите дека системот на неказнивост кој што се вгради во телото на ова општество во изминатите години, за кој зборуваше денеска и председателот на државата Стево Пендаровски, има огромно влијание врз немањето колективна одговорност во ова општество и недисциплина? Да, затоа што кај некои луѓе тоа го створи комплексот на богови, дека можат што сакаат да направат, нели? Затоа што и стварно кога ќе направат се, а нема да бидат казнети, тогаш почнуваат да мислат дека имаат дозвола да прават се. За жал, јас денеска не го слушав говорот на нашиот председател, така да не знам точно што он рекол, ама јас стојам на гледиштето дека кога ние не ја доживуваме општествената одговорност и личната одговорност, се ствара голем дефект и во нашето функционирање, во функционирањето на целото општество. Знаете, да имаме една огромно брдо на луѓе, количество на луѓе кои работат одговорни работи, а не се одговорни за тоа. Так. Тоа е страшно нешто. Билјана? Да. Кога зборуваме особено за социјалните мрежи и интернет просторот, слушнавме денеска од председателот на државата дека има сознание за организирана група или групи
Да, тој вака рече дека апелирам само една работа, ако дозволиш само да го цитирам, бидејќи мислам дека е важно. Прецизноста е важна. Председателот на државата Пендаровски го изјави следното, цитирам: апелирам само за една работа. Информирањето да биде од официјални извори. Во вакви ситуации, кога се случува епидемија на болест, има и епидемија на лажни вести, кои креваат паника кај населението, при што се создаваат ситуации кои не им се верува, кога не им се верува на официјални, туку на алтернативни продуценти на вести. Нашите надлежни служби детектираа неколку обиди за планско ширење лажни вести, за предизвикување паника. Не се работи за незнаење, туку за организирано и планско со цел дополнително да се влоши ситуацијата и да се изгуби вербата во институциите, завршен цитат. Да, мислам дека ова предупредување треба да се земе навистина сериозно. Ние знаеме дека и вчера или завчера Министерството за внатрешни работи излезе се информација дека и предупредување и информирање на некој начин на сите кои што продуцираат информации и се корисници на истите, дека манипулациите, објавувањето манипулации, лаги ќе се казнува. Впрочем, оваа проблематика е уредена и со кривичниот законник. Во кривичниот законник постои одредба според која доколку вие, без разлика дали сте граѓанин или сте медиум, доколку споделувате и ширите информации дека информации во врска со одредена болест, која што е страшна, неизлечива и така натаму, вие создавате паника, несигурност и може да предизвикате далекусечни негативни последици, за тоа ви следува или парична или затворска казна. Дополнително, важно е да се истакне дека исто така ние сме сега сведоци на ситуации кога луѓе кои што се заболени од коронавирус или се потенцијално носители на тој вирус, во одредени кругови се стигматизираат, особено се изложуваат на ѕидот на срамот или како да го наречем, особено на социјалните мрежи, каде што луѓето навистина не внимаваат какви зборови употребуваат. И навистина, мислам дека и тука има простор за, иако најдобро е тие ситуации да се решаваат на начин со укажување дека тоа не е добро, затоа што може да таа омраза може да предизвика потоа и насилства од омраза. Тоа е проблематика исто регулирана во кривичниот законник. Значи, создаваме една ксенофобија, една нетрпеливост кон овие лица. Ние всушност и пред да почне, пред да стане толку алармантна состојбата кај нас, ако се сеќавате на спотот, на видеото со гости од Јужна Кореја, ако добро се сеќавам, така, тие беа изложени на таков срам, на такво омаловажување. Од Кина излезена приказната. Да. И тоа беше споделувано масовно на социјалните мрежи и имаше и официјални реакции. Мислам дека Министерството за надворешни работи се вклучи и официјално во име на државата се извини. Тоа навистина беше дно. И добро е што многумина тоа јавно го осудија, но сепак вакви типови на испади не може да се толерираат во вакви специфични ситуации. Ние мораме, јас сум генерално голем поборник за почитување на стандардите, европските конвенции за човекови права и сето тоа кој што се однесува во доменот на информирањето, на правото на изразување и сето тоа, меѓутоа мораме сите да сватиме дека ние сега се наоѓаме во една исклучително специфична ситуација. За мене тоа тешко е да го споредам дури ни со, не знам, времето на војните во Југославија или кризата која што имавме во 2001 година, сепак тоа не беше криза од таков тип. Добро, светски размери, каде што чувствувате дека одеднаш светот е едно мало село во кое што и го засега сите сме секој, заедно, да. Засега буквално секој. И затоа мислам дека е многу важно граѓаните да бидат свесни за овие одредби од законите и дека навистина еднаш овие кривични дела кои што се создаваат по пат на, како се нарекува, компјутерски систем, на компјутерски криминал. Да, криминал преку компјутерски систем, тие мора да бидат внимателни, затоа што можеби некојши тоа ќе се активира и би требало да се активира. Се разбира, после тоа таа намера треба да се докажува на суд, но со добри адвокати, со
всушност добар обвинител, тоа со добри докази, веројатно и тоа би можело да се реализира. Докторке, колку додека сме кај ова, стигматизацијата која што веројатно ќе се случува како се зголемуваат броевите на заразени со коронавирусот, зашто се надеваме дека нема да биде, но фактичката ситуација веројатно ќе биде поинаква следната недела, но случаите кои што се заразени со коронавирусот, односно заболени со COVID-19, веројатно ќе се доведат во ситуација да бидат исклучително стигматизирани на исто онаков начин како што се уште во изминатите години и децении се стигматизираат и лица кои живеат со ХИВ, например, или пак со останати други здравствени состојби. Па не знам сега, ние треба да почекаме прво да видиме дали носењето на овој вирус ќе биде таков да доживотно се носи, нели, па да бидеш некој што ќе ги заразува луѓето околу тебе. Не зборувам јас за тоа дали доживотно ќе биде, туку едноставно човек се заразил, се излекол, првата пациентка која што ја имавме веќе во зелена зона, а таа жена треба да продолжи да живее утре други ден, но секако во оваа мала држава ќе се разбере дека жената била прв носител, па тоа се случува, нели, преносител и слично, иако таа никого друг не заразила. Па не знам дали, мислам, треба да почекаме да видиме, не знам јас, дали ќе се развие стигма кон тоа, затоа што луѓето болуваат од разни болести, среќа што може да се оздрави од тоа, така да она нема повеќе да биде опасна за околината, да пренесува вирусот, да може да го пренесе. Така да јас мислам дека и нема да биде некоја опасна стигма за тие луѓе што ќе го прележат и ќе се оздрават од вирусот. Случајот со ХИВ е малце поразличен, затоа што луѓето кои се ХИВ позитивни се носители на вирусот и може да го пренесат на други луѓе и може би заради тоа, кога немаат доволно информации, луѓето кога не знаат како тоа се пренесува, која е веројатноста, како е можно, заради тоа може да изгледат стигма, заради незнаење и неинформации и однесувањето да биде во смисла на таа стигма, начинот на кој што ќе се изразуваат за тие луѓе, ќе зборуваат. Мислам дека во овој случај со овој вирус дека нема тоа да се случи. Так, добро. Се радувам доколку тоа навистина е така. Билјана, имаш нешто да додадеш во ово, бидејќи потоа имаме едни кратки прашања. Сепак во интернет сферата мислам дека сме сведоци на информации кои што ги објавуваат, ги споделуваат. Да, јас денеска цел ден на мојот личен профил бришам фотографии од луѓе кои што фотографирале таксисти со регистрации, со лице, со се, поради заштита на личните податоци, мислам и изгледот на таксистите и луѓе кои што се фотографирани по кафулиња. Да, тоа е едниот проблем, а другото е тоа што сепак се споделуваат и одредени информации кои што се тотални невистините и кои што навистина можат тие што од различни причини, знаете, луѓето на различен начин се информираат, ние ќе кажеме, ама тоа е, за тоа треба некој здрав разум, основна култура. Таа не е присутна кај сите. Ова се многу сериозни времиња и навистина треба да се направи се, секој да направи се што е во неговиот домен за да помогне во оваа ситуација. Читаме информации како луѓето се убедени дека, не знам, со користење не само на С витамин, користење на лук или алкохол и ракија. И само антибиотици, ќе го решите проблемот со вирусот COVID-19. И навистина, можеби некаде, навистина некој човек кој што, од X причини нема пристап до, не на интернет, некој по возрастни луѓе, особено се работи за возрастни луѓе. И руралните средини посебно, да. Значи, мора да внимаваме некако и овие митови, тоа се всушност класични лаги, да ги разобличуваме и да државата да се погрижи да обезбеди да тие луѓе имаат пристап до релевантните информации. Докторке, во однос на ова, ние се соочуваме од многу одамна уште со појавата на онлайн порталите. Последниве години, како што споменавте и самата, во последните години особено зачестени од еден период во кој што живеевме, на наслови кои започнуваат со хаос,
скандал, шокантно, внимавајте, ова ќе ви помогне, се е тоа со големи букви напишано, кое што пак во превод во реалниот свет тоа се преведува како урлање, па скандалозни, практично она што ние го нарекуваме стручно кликбейтери или оние кои што се ловци на кликови за повеќе да им се посетува порталот. Дали граѓаните сами вклучувај, јас сум се фатил во ситуација да отворам такви вести, но при тоа ми создале анксиозност со самото читање на таквиот наслов. Па, таквите вести ги имало пред тоа, нели? Со години ги можеме. Дали познатата пејачка облекла бикини и тоа скандалозно пишува со големи црвени букви или не знам било какви некои вести кои ама еве дојдовме во еден период кога тоа навистина потресува, затоа што се работи директно за нашето здравје и за животот и нашиот и на луѓето што се околу нас. И дојде време кога треба да почнеме вистински да мериме дали ќе дозволиме такво нешто да постои. Ја сега не знам дали има можност такво нешто да не постои. Друго нешто што е исто така, освен такви бомбастични наслови и сето тоа, често пати по порталите, кои јас мислам дека не знам дали може некој тоа да го контролира или не, разни лажни вести се пуштаат тотално. Јас би се прашала, можеби некој госпоѓата Билјана или било кој што е одговорен за тоа, можеби да знае кој да се изучи кои се причините што некој такво нешто создава. Лажни вести за различни луѓе кои се од јавниот живот или било како, со тоа што луѓето ги донесува во конфузија, натрпани со различни лажни информации, и тие лажни информации создаваат сосема лажна слика за светот во кој што живееме. Затоа што кога овој онлайн живот е се поприсутен во нашиот живот, значи станува и наш живот, дел од живеењето. И на база на него ние градиме своји ставови, своји мислења, своји однесувања, избираме во животот. И е многу важно како ние кон тоа воопшто јавноста, владата, не знам или кој ќе биде за сето тоа одговорен да преземе нешто за да тоа се стопира на тој начин. Так, Билјана? Мислам дека на неколку пати беше. Тоа е проблематика за која што нема едноставен одговор. Нешто за кое што и во светски рамки не може да се најде едноставен лек. Одговорноста каде е? Одговорноста е кај сите. Но во најголем дел е кај тие кои што имаат моќ да влијаат врз поставувањето на тоа како функционира системот на информирање, хранењето со информации на тој систем и обезбедување на финансиска поддршка за тоа, а се разбира тоа не се прави, тоа се прави со одредена цел. Ние мораме да имаме предвид дека во сегашниот специфичен момент ние се сме соочени и со предизборна кампања која иако официјално ќе започне од понеделник веројатно, сепак би рекла дека кампањата тече. И мораме да имаме предвид дека и начело на институции ние имаме еден специфичен сетинг во моментот и тоа ја прави ситуацијата во поглед на информирањето на јавноста и очекувањата на граѓаните во однос на постапките кои што треба да бидат преземени од страна на различни институции. Знаете, сепак да биде поспецифична и од тука мораме, како граѓани, мислам да бидеме погласни, да укажуваме таму кај што има пропусти, таму кај што има недоследности. И важно е да се истакне и дека нашите заложби за придржување до информирање исклучиво врз основа на официјални информации кои што доаѓаат од институции кои што се надлежни, не значи и дека медиумите немаат професионална должност критички да обсервираат како функционира системот на превенција и на заштита
кој што е неопходен во овој момент. Тој момент е исклучително важен, но важно исто така и медиумите кои критички ја анализираат работата на институциите во овој момент, тоа да го прават на вистина, објективно, засновано на факти и на сознанија кои што се исклучиво од двојно повеќе од она што досега би било пракса, бидејќи ова е исклучително со нагласена одговорност. Би рекла тоа да се затоа што штетите ќе бидат навистина многу поголеми во овој специфичен момент, иако ние секогаш апелираме за истражување, објавување на информации врз основа на сознанија кои што се или подкрепени со факти или од релевантни извори, затоа што и уставот ја гарантира можноста медиумите да објавуваат сепак информации од извори за кои што тие процениле дека се релевантни, без при тоа тие да бидат обелоденети. Јавниот интерес во оваа ситуација е најважното нешто кон кое треба да се стремиме сите, и како граѓани, и како медиуми, и како институции. Така, докторке, само едно кратко прашање пред во овој дел да го затвориме, па да би се посветам вам малку повеќе во однос на одредени совети кои гледачите сакаат да ги знаат. Колку е важна функцијата на оние кои што се носители на државни функции, улогата нивна во вакви кризни моменти, во услови на пандемија, но особено во вакви кризни моменти и нивниот авторитет пред граѓаните? Па во вакви моменти тоа се мери многу, а иначе градењето на довербата, институциите и оние што се на такви позиции е од моментот кога стапуваат на таа должност или институцијата почнува да работи. Значи, градењето на довербата со своите постапки да изградат доверба кај населението. Во овој момент кога ваква се соочуваме со ваква криза, можеме веднаш да видиме дека би требало малце повеќе да се работи на тоа како нашите институции ќе стекнат доверба од народот, затоа што народот не веднаш реагираше на сите препораки кои беа, можам да кажам, многу во ред и беше навистина се како што треба, ама народот споро реагираше на тоа и заради тоа што за ова што досега го зборувавме, заради таа дезинформација страшна, а и заради тоа што нашите институции би требало да се потрудат малце повеќе да ја стекнат довербата на народот. Тоа е нешто што е примарно, јас мислам, кај секоја институција, на секое место кое би требало да се работи во доброто на народот и да направи со тоа да направат еве кога имаме вакво нешто кризно, да имаме и вистинска реакција. Да, мислам дека сме во ситуација каде што принудно доаѓаме до момент каде институциите допрва сега треба да почнат да го градат ова што го каже и докторката. Веројатно е тоа еден голем тест за нашите институции, меѓутоа мислам дека е фер да се заклучи дека сепак во оваа ситуација државата навистина се покажа добро. Има од Министерството за здравство, навистина има секојдневни, навремени информации. Министерот Филипче држи по повеќе од една пресконференција некојаш дневно со најнови сознанија. Имате во секој момент пристап до информации на посебни веб страници, на страницата на Министерството за здравство, на социјалните профили на Министерството, на владата. Еве, мислам дека пред неколку часа исто така владата објави еден сет на информации кои што се достапни на незината веб страница и мислам дека е важно и ние сите да учествуваме во споделување на овие информации со цел да можат тие да стигнат до што поголем број на граѓани. Ќе одиме во продолжение со реклами, па ќе се вратиме во студиото да доразговараме. Во вечерашното издание на Коментар, заедно со колешката Билјана Петковска, директорката на Македонскиот институт за медиуми, и докторката Мирјана Јовановска-Стојановска, председателка на Комората на психолози, разговараме за она што медиумите кои не ги почитуваат правилата и не се однесуваат според кодексот го предизвикуваат, а сега во овој дел на емисијата кој што ни е останат, ќе разговараме токму повеќе ќе, ако ми отстапи Билјана простор со докторка, да сакам да поразговарам повеќе. Докторке,
ме интересира за целата ова ситуација. Разговаравме во првиот дел на емисијата дека ќе изврши промена во веројатно на однесувањето на луѓето, одговорноста, дисциплината, ќе направи, дека ќе направи промени во целото општество и начинот на живење, ќе направи, можеби не на долг рок, но на одреден период да. Но што е со стравот кај луѓето? Како луѓето кои живеат во страв, а веројатно сите сме дошли во ситуација изминатиот период, да се соочиме со стравот од непознатото, да се соочат на вистина и при тоа да не го владее нивниот живот? Па знаете, стравот е наша нормална емоција. Значи, нешто што е врзано и со нашиот нагон за преживување, со нашето функционирање. Стравот ни помага да се справуваме со различни ситуации во животот. Нормално е, значи, да чувствуваме страв. Не е нормално тој страв да трае и да биде како постојана емоција која одговара на сите предизвици кои се јавуваат во животот, сите нови ситуации. Една ваква случка, да кажем, или ваква вонредна ситуација како што сега ја имаме, нормално е да промената самата на начинот на живење, опасностите што може да ги замислиме да се појават, потоа озбилноста на извештаите кои ги добиваме и упатствата што треба да правиме, да кај луѓето предизвика доза на страв. Но кога ќе ги прочитаме мерките, кога ќе научиме како би можеле да се справиме со сето тоа, нели стравот може да прииде само во една постојана внимание што ќе го посветуваме, некое ниво малечко на загриженост за нашето здравје, што ќе биде последица на тоа да ние правиме постапки како да го сочуваме сопственото здравје. Ако некој остане долго време да живее со својот страв или тој страв се зголемува и постојано му смета да живее со тоа, во таа смисла ние Комората на психолози, еве сега утре мислам дека ќе видиме, има рок психолозите да се пријават, правиме листа на психолози, луѓе кои се едуцирани да разговараат, ќе бидат можност преку телефон да се контактираат или онлайн, преку Skype или преку други некои месенџер или зависно што кој користи. Луѓето кои се наоѓуваат моментално во карантин да може да ги контактираат, да разговараат со нив, или некој од населението кои еве заради изолацијата, заради оваа внатредна состојба доаѓаат до постојано чувство на страв и живеат со тоа. Значи стравот не е таквите стравови, таквите форми на стравови може да бидат панични стравови, може да се предизвикаат панични, фобични некои состојби, или страв што ќе биде споен со голема анксиозност. Значи тоа може да добијат помош преку тие телефонски линии или контакти со психолозите, не мора да живеат со тоа. Значи кај нив нешто друго, освен грижата за оваа ситуација и за тоа што ќе биде, значи се појавува некој друг механизам натре во нив што се случува, најверојатно нешто што веќе уште пред да се појави оваа криза се случувало во нивната личност и сега само реакцијата е многу побурна него што би требало да биде. Ако добро ве разбрав, рековте дека ќе се договорите вие од Комората да одстапите телефонски броеви на кои што ќе може да ви се јават луѓето кои што ќе се справуваат со сето ова, така? Да, тоа беше иницијатива на управниот одбор. Ние онлайн нели се состанавме, разговаравме за тоа, имаше предлози за тоа, пративме известување до сите членови на Комората, и би требало веќе да биде одговорите овие да ги добиеме сите членови кои се пријавуваат да волонтираат, да остават време, да дадат свое време, значи со телефонски број, скајп контакти, како да сите што имаат потреба може да се јават и да разговараат со нив. Што е она што
доколку не ви сејават, сега зборувам за конкретен, директен совет. Например, не знам, доколку навистина се чувствувате во некоја почетна фаза на депресија поради ситуацијата во која што се наоѓаме, или имате некакво чувство на дека нешто неубаво ќе се случи, оние интуитивни предчувства кои што луѓето ги јавуваат некогаш без никаква основа, можеби, но едноставно им се јавуваат. Што е она директно што во моментот може да биде брза помош за мозокот, за умот? Брза помош, нешто како волшебно стапче не постои, значи брза помош, постојат техники што ние би требало во текот на животот сите да ги научиме. Ами еве во овој момент ако никој нешто не научил, една од советите е да научи да диши добро, значи затоа што сега еве сите одиме на интернет, можеме да видиме техниките да дишење можат многу да го стимнат стресот во организмот. Многу е добро ако може да разговараат со некој близок. Некој кој што веројатно е смирен и кој што нема исто такво панично чувство како него. Да си пораскажат за тоа како се чувствуваат, некој што ќе седне до нив и ќе ги држи за рака, барем тие што живеат заедно, ако не да се слушне со некој пријател. Потоа да размислува за нешто што за него ќе биде позитивно во животот, да си научи и да најде книги или да запише од интернет, нели, некои позитивни афирмации со кои што ќе си го вработи, запосли мозокот, него да постојано размислува за нешто што ќе донесе утрешнината. Да размисли за тоа што создава он со својот страф и со својата паника. Дали е тоа начин како ќе се спаси од тоа да не биде инфициран со вирусот корона, или дека ако е случајно е инфициран, дека неговата здравствена состојба ќе се подобри ако си создава паники. Може би така да направи некој вежби со кој ќе зголеми малце свесноста за ситуацијата во која што се наоѓа и што уствари сака да постигне за себе си во својот живот во овој момент, како дека сака да ја подобри состојбата, а не да се држи во нешто што е лошо. Значи, постојат различни совети што може секогаш да ги најдете и на интернет, ако побарате како да се справите со анксиозноста или со стравот. Може би да, не знам сега колку ќе биде изводливо лично да поседат или да го контактираат матичниот лекар, да земат некои лекови што се за спирување. Да го посетат, не, само да го контактираат. Да. Добро, некако не знам како ќе биде тоа решено так. Сега за да може да се подигнат лекови, ама за некои луѓе кои ќе имаат навистина тешки панични напади, ќе биде добро да имаат и лекарства. Исто депресијата е многу во ред да биде лечена со медикаменти и да, ако може да имаат и разговор со некого. Значи, ако до сега не беле по никаков третман и ништо не учеле, не правеле ништо за себе, најнаш ќе им биде многу тешко сега во овој момент да најдат начини како да си помогнат себе си. Така. Докторке, да не имавте нешто да додадете, бидејќи веќе сме на крајот на емисијата, чисто само сакав да ви дадам можност за завршен збор, па потоа и на Билјана и да се одјавиме. Да, па ништо, тоа ми беше зборот, сакав да кажам дека сепак нека се потрудат, еве, не знам колку луѓе ќе ја гледаат емисија, ама ние ќе објавиме и на нашата веб страна на комората, ќе има и на Facebook страната на комората. Ќе ни испратите соопштенија да може да го споделиме сите од медиумите, особено до Државната новинска агенција. Да, кои седат дома да можат да се јават, да разговараат со некого и да добијат директни совети што им е потребно овие денови да можат да не живеат во тие стравови, во паники или да се подобри состојбата нивна. Така, многу ви благодарам, докторке, што издвоивте време и што од приватниот живот ве издвоивме дома. Така што се слушаме при некоја наредна можност додека трае оваа ситуација, се гледаме во студио кога ќе заврши. Да. Така. Билјана? Да, мислам дека ова е одлична иницијатива и навистина заслужува и медиумска... Да, браво за иницијативата на психолозите. Заслужува и медиумска поддршка, медиумите да ги обезбедат овие информации, да овозможат да станат достапни за граѓаните. За крај што? Како да се заштитат граѓаните од лажните вести? Од дезинформациите и лагите присутни во медиумите. Што е оно што треба да внимаваат? Да, внимавајте од каде се информирате. Не го читете само насловот. Добро. Погледнете кога е објавена информацијата. Датумот, времето. Датумот. Погледнете го авторот.
А не читајте само делови од информацијата. Многу често се случува информации од други држави, од други региони, заедно со фотографија, да се објавени, прилагодени на начин на кој што се наведува читателот да помисли дека тоа нешто се случило кај нас. Значи, тоа е ефтин сензационализам, жолто новинарство, кој што е апсолутно неприфатливо. Внимавајте што споделувате. Тоа е исто многу важно. Размислете пред да споделите било што. Не внимавајте, не прифаќајте многу лесно информации од поединци кои што самите мислат дека се некаков релевантен фактор кој што треба да дава мислење за работи поврзани со оваа специфична ситуација. Така наречени експерти. Да, но не, во случајот вистински експерти, специјалисти за својата област, бидејќи ние сме полни со експерти во државата. Така, значи само извори од информација од официјални извори. Билјана, ти благодарам за учеството во вечерашната емисија. Како што тргнала работата, можеби ќе ни бидеш последна засега во студиото. Од понеделник можеби сите ќе бидат на Скайп, но ќе видиме како ќе се одвива ситуацијата. Благодарам, Огнени. Овие се навистина, мислам, важни типови на емисии кои што се важни, верувам, за граѓаните во овој момент. Затоа ќе се обидуваме што е можно помалку да одземеме од тоа што е стандард на емисијата. Така. Вам значи благодарност за Билјана, благодарам и за докторката која што ни беше дел од емисијата. Вам, почитувани гледачи, ви се заблагодарувам за вниманието со кое што не следевте. За крај само ќе ви кажам, кога станува збор за релевантните институции во оваа ситуација во која што се наоѓаме, прво ви е Светската здравствена организација, а потоа државните институции, без разлика од која земја и да читате вести, мора извор да има потврден во таа вест која што ја читате од самата релевантна институција, а тоа се Министерствата за здравство на сите држави. И тоа е фактот кој што мора да ви биде секогаш пред очи кога отворате информација. Пријатно и останете со Телевизија 24, следуваат вестите во 22 часот.